ќе зборуваме за убави празници, влезени во традицијата на македонскиот народ, православни празници, уочи или воочи сме на еден од поголемите христијански празници младенци. Ќе му кажам добро утро на Бојан Петковски, етнокореолог. Како сте утрово? Токму така, добро утро на вас, одлично, и многу ми е драго што ќе говорам токму за националниот сервис. Ајде да почнеме од денот на среќата, меѓународен ден на среќата, а веднаш потоа и ќе се надоврзаме на големиот православен празник младенци. Така, доколку ми дозволите на самиот почеток би сакал да афирмирам за мене еден многу важен личен став, а тоа е доколку ја гледаме традицијата и по дефиниција, таа представува еден систем од талки помеѓу минатото и сегашноста и сето она што е веќе пренесено. Од тука ние научниците си имаме една комфортна зона, тоа е 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век и често говориме за тој сегмент од традицијата, но никако не смееме да го пропуштиме овој систем од талки помеѓу минатото и сегашност и само тогаш кога ќе видиме севкупната слика за културното наследство, ќе може да ги видиме неговите текови и да го разбереме, затоа што пред културното наследство е жива категорија, нешто што константно се менува и многу благодарам што првото прашање токму од 21 век, од денот на среќата, за што станува збор во 2012 година со резолуција на Обединетите нации е донесено како празник. Зошто е ова многу важно да се каже? Затоа што тоа се смета по одредени параметри, односно ќе видиме дека тоа одговара на среќата што го чини човекот денес во 21 век, во тие категории што го чини човекот среќен, ќе видиме дека е борба против корупција, БДП, слични работи кои што се од современиот контекст, но ќе видиме дека основниот постулат, онтолошкото значење на денот на среќата е повторно среќата, здравјето и благосостојбата на човекот, нешто што во текот на разговорот ќе направиме една корелација со постарите обичаи. Така, убаво кажавте и ајде да се навратиме време на великденски пости. Така. Еден од позначајните празници или првата сабота, првата недела на великденскиот пост е Тодорова сабота. Така, сега се наоѓаме во еден пролетен обреден циклус, за што станува збор доколку нова предходеше зимскиот обреден циклус во минатото со абстинацијата на сонцето, со помалата присуство на сонцето на земјата, се намалува севкупната активност, но и обредната активност на човекот и тука во минатото можеме да видиме помал број на обреди обичаи, но веќе со доаѓањето на пролета, со појавувањето на сонцето, ќе видиме едни низа на обреди обичаи кои што припаѓа на пролетниот обреден циклус, па прв од тие празници е Тодорова сабота, со кој што се е првата сабота од великденските пости, на кој што се надоврзуваат и останатите низа на обреди од пролетниот обреден циклус. Така, постите си траат, еве на 22 како што споменав, голем христијански празник, младенци. Ајде да го малку објасниме денот. Така, се празнува младенци, се празнува и Четрсе, што е многу интересно, затоа што во оваа насока би илустрирал преку примерот на Четрсе, затоа што станува збор за едно важно културно наследство кое што се сретнува во градот Штип. Зашто станува збор? Четрсе има двојствен приказ пред се христијанскиот сегмент, каде што во 4-тиот век имало 40 римски граѓани кои што биле по вера, но не сакајќи да се откажат од верата, тие биле мачени до смрт и токму затоа произлегува 40 великомаченици или 40 маченици, но онаа традиција која што се меша христијанството со едни општи народни обичаи, со предхристијанските сегменти, тоа е кога во Штип на младенци на Четрсе, младите одат на Исарот, на едно култно место во Штип и многу важно при искачувањето треба да изедат во локалната терминологија 40 залаци, односно најчесто 40 различни јаткасти плодови. Повторно имаме еден колективен дух, односно да се соберат луѓето и тука се случували најголемите избирања на идните младоженци меѓу себе. И што е многу важно, дека повторно во овој обред ќе видиме повторно едни пожелби за здравје, среќа, благосостојба и еден колективен дух на празнување. Многу важно, Четрсе е од репрезентативната листа на УНЕСКО. Зошто е тоа важно? Затоа што УНЕСКО го препознава како важно културно наследство и ја стимулира не само државата преку проекти и финансирање да го поддржува овој празник, но многу важно го стимулира и самото население да продолжи со изведување на ова важно културно наследство. И она што го почнавме, се некако во сите ваши искази се врзуваме со среќата. И за великденските пости, и за празниците, еве и за младенци извлекуваме благосостојба, извлекуваме нешто што ќе не прави посрекни и ќе не исполни душата, како што можеме да кажеме. Често поставувано прашање што е правилно да се прославува, апропо различните празници.
научници. Токму така. Многу благодарам за прашањето, затоа што сметам дека ние научниците мораме да бидеме многу гласни на темата кога е прашањето што е правилно да се празнува. Не е случајно го почнав разговор дека традицијата е еден систем од талки помеѓу минатото и сегашноста и мора да видиме дека културното наследство е жива материја и дека константно се менувало. Ќе илустрирам само преку еден пример, доколку ми дозволите, доаѓа и Лазарова сабота. За време на лазарските обредни поворки во Македонија, тоа се девојки кои што од куќа на куќа и пеат наменски песни. Лазаре се сретнува како рефрен, но повторно се пеат желби за здравје, среќа и благосостојба. Ќе видиме дека во 19 век, во 20 век се формирале низа на обреди кои што иницирале желби за здравје, среќа и благосостојба. Со минувањето на тековите доаѓаме до едни современи форми донесени со резолуција како денот на среќата за прославување, но секогаш треба да огледаме онтолошкото значење на нештата. Тоа е во суштина повторно по желбите за здравје, среќа и благосостојба, но само се менува форматот на нивните пожелби и на нивното искажување. Од аспектот на културното наследство важно е да ние не можеме да останеме имуни на современите форми и текови и тоа како треба да ги прифатиме, но со еден дигнитет треба да говориме и за културното наследство, што е личната карта на Македонија и многу важен туристички презнак на нашата земја. Така. Нешто ме поттикнува оно што го кажувате, еве во 21 век се врзувам со денешниот ден. Ако најмногу посакуваме да нема војни, во 20-тиот, во 19-тиот, кој е било главното мото вака, и нека и од научен аспект? Така. Што се стремело човештвото? Многу е важно да знаеме дека луѓето во минатото, доколку ги разгледаме сижијата на текстовите на песните, каде што се, пошто најчесто преку песната се користела како еден сегмент помеѓу човекот и поголемата сила да се изнуди здравјето, среќата и благосостојбата, сижијата на текстовите ќе видиме дека се основните, фундаменталните постулати на човештвото, она што денес е модерно се каже environmental protection, заштита на животна средина, тоа били основните пожелби на луѓето во минатото. Тие често во песните опевале самата почва, добитокот, родните дрва со пожелби да бидат плодни во текот на годината, нешто што им било фундаментално за преживување во текот на животот и многу важно се опевале и желбите за склучување на бракови како една важна социјална категорија во минатото, нешто кој што ќе видиме семејството, нешто кој што ќе видиме дека и до денес и на самото четрсе кога се искачуваат младите горе, повторно се тие ни потреба од едно заедништво, од една колективна енергија и една колективно заедништво. Така, имаше обичај и на младенци доаѓа годината што склопиле брак младите. Така. Младенци во суштина го прикажува тоа, во сите оние кои што стапиле во брак во претходната година се ги отвораат своите врати за гости, за посетители од роднини и пријатели, но повторно ќе видиме дека во сите овие пролетни обреди обичаи, зошто е многу важно да се напомне дека се пролетни, затоа што се опива повторното будење на природата, повторното будење на природата и повторно будење на самиот човеков живот и тука ќе видиме дека и во Тодорова сабота и во Лазарова сабота имаме многу значени и аграрни сегменти, односно во самите песни, во самите обичаи ќе видиме проткаени сегменти со повторното будење на самата природа, на овошките, на зеленчукот, на појавување на самото будење на природата, нешто што е фундаментално во овие пролетни обреди. Така се на Лазарова сабота, следниот ден е цветници, навистина оно како што го кажувате, се оди кон природата, или кон природните работи. Бојан, навистина ви благодарам за ете така и од како ќе кажеме, и од етнолошки и од научен аспект, да ги поврземе овие убави празници, каде што можеме да извлечеме поука, навистина, да бидеме некако сплотени, да се вратиме кон природата, бидејќи таа знаеме и како нам ќе ни враќа и навистина се важни да ги споменеме овие празници. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вам.